Добро вечер и добре дојдовте во специјалната емисија на вечерното шоу на Богдан Илиевски, посветена на Утре наутро. Филмот кој што на 19 ноември ќе има својата премиера во Синеплекс во Скопје. По тој повод вечер ви имаме специјална емисија со специјални гости, еден куп гости, мислам најмногу што досега сум имал во кариера, ми го наполнивте студиото, ви благодарам многу. Да ве представам веднаш, бидејќи ова малку ќе потрае, а после ќе погледнеме трейлерот, официјалниот трейлер за филмот, за да знаеме за што зборуваме. Јани, ќе почнам од гостите. Васил Зафирчев, Кети Дончевска-Илич, дозволи, ова си ветив дека ќе го кажам, единствениот севержан кој е најдобре дојден во ова студио, Бајрам Севержан, Ирена Илиевска, Гоце Андонов, Нина Дејан, Јани Бојаджи. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добре ве најдов. Може да го изгледаме заеднички трейлерот на почетокот, публиката да си го види и потоа да го почнеме муабетот. Режија, давајте трейлер. Добро утро, ги следите утринските вести. Синоќа во доцните вечерни часови во домот на Јоана Пеласка, сопругата на поранешниот премиер Петар Поповски, специјалното јавно обвинителство за организиран криминал правеше нов претрес. Според наши сознанија се бараат нови докази поврзани со кражбата на познатата фигурина силувањето на Европа. Јањамо пасоши, ку ѓаманге штембили, јојче ѓаманге акала дојли ни акате. Наджанав си на соске си акала лини. Ака наджанава. Борис! Борис! Ова комунизам да не е информбиро или 49-та. Јас стварно не разбирам објасните. Ма боли, да. Ме слушаш? Ги прашувам и гледачите пред малите екрани. Кој подобро од Америка и американците може да ги споделат вредностите од минатото на една мала земја каква што е нашата? Good luck. Стой, а? Што сакаш? Ало пошка. Ќе биде многу добро. Утре? Утре се лајме. Немојте! Немојте, ме молам! Не пукајте, тете! Немојте! Знаеш дека се снима. Нераскажаната приказна за силувањето на Европа. Познати сцени на почетокот, Јани. Музиката многу ми се допаѓа, ама кога сме кај незе, после ќе те прашам нешто околу музичката линија, но вечерва имаме овдеки една посебна екипа. Не знам дали знаевте, вие се викате Утре наутро бенд. Да. Името беше пред малку договорено со Јани. Ќе слушнеме две песни во текот на емисијата. Нашиот драг колега и легенда Спасен Силјановски ќе ги испее заедно со Утре наутро бендот. И ако имате нешто да кажете, слободно вклучувајте се во разговорот. Ќе почнам, Јани, од тебе, бидејќи ти си режисер и продуцент на филмот. Трейлерот открива некои работи, се друго
на 19 ноември во Синеплекс, 2 проекции распродадени веќе, така? 2 проекции распродадени, да, на Прегеска ми кажа на продуцентот Дејан Милошевски дека се отвара трета сала, Да? така да. Е, па супер. Така да, ќе Важна- има билети за сите кои сакаат, ќе има и трета сала практично. Важна информација, уште една важна информација за публиката на старт. Во тек на емисијата ќе доделиме ние неколку карти за премиерата на 19 ноември. На 2 пати ќе ги делиме, еднаш пред 22 часот, вториот пат некаде кај 22:45, 22:50 пред крајот на емисијата. И во двата сета по 20 јавувачи ќе добијат по 2 карти, тако речи 8 карти ќе доделиме телефонски, ќе ги видите броевите кога ќе дојде моментот за делење на картите, а на Facebook групата на Утре наутро стои прашањето: напиши ни зошто ти треба да добиеш 2 карти за премиерата на 19 ноември во Синеплекс. Најкреативниот одговор ќе оди во кино во среда, исто така ќе дознаете кој е добитникот Утре наутро. Така да на Facebook може да пишувате уште од одма. Јани, како почна идејата? Зошто реши да ја третираш ова тема, проблематика, односно наративната линија политичката е онај период на промена на власта во Македонија пред 7-8 години и животните приказни на ликовите кои што ги отелотворуваат овие фантастични актери Карши мене. Бидејќи ти си од овде присутните единствен кој се го гледал филмот освен мене. Да, Богдан го има гледано. Бидете ми љубоморни, слободно. Да. Ова е неправда. Не знам што да кажам сега. Имам некои привилегии. Ке ми го раскажеш ли пред да биде премиерата како Јас мислев ќе кажеш дека јас сум исто и во некои од првите сцени на филмот, ама добро. На трейлерот, мислам. Се разбира, нели, на трейлерот и во серијата, во документарните делови, те има и тебе, нели, во собранието тогаш. Но, тоа е друга приказна. Згодно е да се гледаат тие снимки надвор од судот. Зошто, кажи ми, Утре наутро? Па, Утре наутро е метафора, нели, во македонскиот јазик, општо во балканските јазици, кога некој ќе каже утре наутро, тоа значи горе-доле никогаш, нели? Утре се баје. Значи, идејата е, нели, една нотропија на живење кое ние како народи ја имаме овде, нели? Проблемите за денеска да си ги оставаме за утре се бајле, како да некој божем ќе дојде утре се бајле место нас, ќе ни ги реши, нели, нема такво нешто. И во тој смисол, како се каже, насловот е метафора на нас самите, на тоа какви сме како луѓе, како заедница, како општество, како размислуваме животот, на кој начин го живееме, и под насловот на филмот, кој исто така, нели, е важен, нераскажана историја за силувањето на Европа, е метафора на античкиот мит, на грчкиот мит за силувањето на Европа, кој е дел од суштествен дел, може би клучен и најважен дел од приказната, посебно за Јоана Пеласка и за нејзините деца. За жал, Јана Никодиновска не е тука вечерва со нас, не можеше да дојде до правдени причини, но тука е синот на Јоана Пеласка, кој во филмот го игра карактерот на Борис, прекрасниот Гоце Андонов, и мајка на Нина Дејан ќе каже најверојатно повеќе за тие работи, но сакам да кажам дека таа мала минијатура, грбнувањето, односно силувањето на Европа, е поврзана лично и со Јоана Пеласка, кој има потекло од Пела, затоа и се вика Јоана Пеласка. А што сакаш ти како режисер да остане запаметено после овој филм, каква емоција, енергија да разбудиш кај гледачот, кои прашања си ги постави? Што било онаа мисла што некоја ноќ, не знам, пред 3 години ти паднала во глава и си рекол, чекай, аз да седнам да го напишам ова? Па, една од двете најважни работи кои овој народ, ова земја, нели, според мене ги тишти. Првата работа е поврзана со екологија и се што оди со екологијата, и втората е правото, односно правдата. Нели, тоа се, најверојатно, двете
најважни работи во овој момент кои го засегат секој од нас. Филмот е потрага по правда и после филмот, бидејќи се јас немам идеи, немам илузии дека било која уметност, ние сме тука сите уметници и уметност има сила да го менува светот. Светот го менуваат политичарите, се да бидеме реални, нели? Но ние можеме да покажеме како уметници како изгледа тој подобар свет. А секој гледач кој ќе дојде на кино или на телевизија и ќе го види филмот, сам да си тргне, нели, по сопствениот пат и според мене на овој ќе бидам многу задоволен ако после гледање кај секој гледач се случи катарзис, во смисол на Аристотел, духовно и телесно прочиствување, во кој секој еден од гледачи ќе каже, па мајка му, јас ќе направам нешто повеќе, да има повеќе правда во оваа земја. Во тој смисол на тоа. Супер, фала ти. Добар е филмот, да супер, фала. Стварно е добар филмот, да. Мене ми се допадна, но вие кои што не сте го гледали, сте учествувале во него, да. На премиера ке сте сите, нели? Нина, ти си, може да откриваме делови контури, нели, од сценариото, но не премногу, нели, она што треба да остане на киното, да остане да си го конзумира гледачот на кино, треба да си остане за таму. Но ти си сопруга на премиерот, така? Да, на еден премиер, да. На еден премиер, да. Поранешен, да, тоа е важно. И колку беше тешко или лесно да се идентификуваш со ликот, да влезеш во улогата? Актери сте тоа ви работа, ама како оди тоа кај тебе? Мојот актерски процес, како јас работам на лик, или тоа што е жена на бивши премиер, нема никаква врска. Мислам, нема никаква. Има врска, ама до одреден степен, нели? Никој не си вика, јас сум жена на бивши премиер. Така, Јоана не си викаше, сигурна сум. Ама конкретно за овој лик си го посакав јас ликов, знаеш, да биде некој лик што ќе го работам долго време, у смисол ќе снимам долги ноќи денови и нема можам да спијам, така со сите мачења и све што доаѓа со тоа. И се случи, ама тоа се сладки маки. И сега зависи како за кој лик ми е процесот, знаеш. Тука беше пробав баш така целосно да бидам таму, барем нели кога се снима додека трае кадарот, да бидам Јоана. И затоа многу ретко се гледав, значи јас стварно ништо немам гледано. Не се ни гледав од после кадарот кога ќе завршеше да видам туку чисто. Не сакаш? Мислиш ке ти во овој случај не сакав, не сакав, зашто така некако е еден интересен експеримент, и плюс мислев дека можеби малку ќе ме извади од Сакаше повеќе да ја живееш улогата, онака да не осетиш дека е филм, нели? Не, се разбираме дека јас живеев во Јоана и ништо друго не правев, сепак имам. Ке имаше по медиуми ако беше. Да, ке беше малку чудно, да, сигурно. Како дали е послушен или не? Синот ли? Синот, да. Како не е послушен, најумен. Керкава ја пуштивме шета некаде вечерва. Не шета, болна е. Болна ли е? Добро. Гоце. Сина, болна е? Болна е. Раскажи ми нешто за твојот лик. Сакам на почетокот секој по 2-3 збора вака си каже за улогата што имате. Ако? Да. Ќе бидам кратко тоа. Секоја чест се ишиша ти на крај, мислам за. Да. Алвера. Тоа беше многу убаво искуство. Изненадување требаше би, ама нема врска. На трейлерот го има на крај. Да, го има. Да. Го има. Вака, мене ми беше многу интересно бидејќи како лик бара правда и ја бара на интересен начин, тоа ќе кажам. И искрено многу уживав, затоа што по темперамент сме многу слични, ама во некои други околности сме многу различни и ми беше интересно како патот, начинот на кој што го градевме патот и како цел процес, а и ќе видиме со крајниот резултат како ќе изгледа тоа, но искрено ми беше многу убаво искуство. До сега долгометражни филмови? Имам уште еден кој што е во продукција? Во продукција, да. Ова ќе ти е прв долгометражен... Да. Така се каже, Јана и Гоце се прв пат на долгометражен филм. Така е. Да. Одлично. Ирена, ти имаш исто така една многу интересна улога. Заедно со Кети имате многу специфичен предизвик, различен, нели, од различно од предизвикот на колегите актери. Вие глумите, вие сте роми во филмот, дори имате и реплики на ромски јазик. Јас толку ќе кажам,
збори ми малку ти за Па не се процесот. само реплики, 80% од сценариото беше на ромски јазик. И повеќе беше на почеток, потоа нешто од ромски смени Јани на македонски. Кажи му на ромски, Јани, фала ти многу да... Па добро, квот лингва калес, тот хомине звалес, така. Добро, види, тоа беше техничкиот дел. Значи, прво сум пресрекна што продуцентот и режисерот решија да ме променат и физички. Че носам сини леки, и јас ја ишишав косата, што за женско е многу поголем предизвик, отколку претпоставувам машко да го направи тоа. И исто така во тој технички дел ќе го ставам и учењето на ромски јазик, што беше навистина голем предизвик. Значи, не, вака сега, не бев првиот избор за овој лик. Прво тоа, Јани е доволно свесен, совесен режисер и нормално знае дека имаме роми актери и актерки. Меѓутоа, така се случи, околностите, еве по-конкретно Аида мене ме најде, не ја барав јас, Аида самата дојде до мене некако. Требаше да учиме ромски, учевме со циркол, со помош и на Бајрам Северџан. 2 месеци траеше процесот. Не беше лесен процес, меѓутоа беше многу голем предизвик. На почетокот се плашев, кога сватив дека стравот е само блокатор, тогаш решив да гледам на тоа како на предизвик. Откако го совладавме јазиков, свативме дека сме на нула и дека од тука почнуваме. Како сега со да Аида се разбираш и ти вака во глава? Имаше многу интересен дел, имав една многу поголема реплика од една страна А4 формат на ромски и ја научив на ромски и на една од пробите ја ни рече не, ова ќе оди на македонски. После ми беше тешко да го научам на македонски зашто во глава ми звонеа репликите на ромски веќе. Се разбиравме и на македонски и на ромски, мислам тоа е Аида е ромка која што учела на македонски, растела со македонци, така да двата јазици добро ги владее. Се наоѓа во една специфична животна ситуација. Аида бара решение за одреден проблем. Тука сакам се јас малце да бидам искрен, јас не знаев за тоа, се дури не го раскажа ти во овој филм, односно зборувајќи за овој филм, за проблемот со ромите на кој што им е забранувано да 2014 се случуваше тоа. Интензивно месеци беше тоа. Јас се сметам себе си за информиран човек, се сметам за себе си за човек кој што следи медиуми вести, просто ова ми избегало од визир. И е стварно одговорно и супер е што се не останало заборавено. Добро, Богдан, не е чудно, затоа што кога не те засека, тебе не ти е гајле. Не е така. И знаеш кој принципот не ми е гајле. Зова после ти дојде тебе на глава, ти искат проблем. Не е така, не е така. Јас читам се. Не зборувам за тебе конкретно. Зборувам општо за јавноста. Не знам глумите дали го третирале јавноста. Го третира, но јавноста не им беше. Таму нешто ромите ги вракеле од граница, шо па толку, нели? Горе-долу таков беше. За жал, лаконскиот однос на јавноста кон сериозен проблем, но се, нели, тоа е друга тема. Ќе видат гледачите ли како ни раскажуваме за настан кој е реален. Филмот на вистина е инспириран од вистински настани. Само да не заборавам да кажам дека тоа се семејството. Нели? Така е. На Ирена, Бајрам и Кети се семејството. Главата на семејството, Бајрам. Не, овој пат ти прв Кети. Како да не носам сметки од Евана за плаќање, Бајрам, како беше процесот за тебе? Кажи нешто повеќе за твојот лик и колку дали се забавуваше на снимање? Па да. Ајде, за ликот Ешреф е културен, паметен, не пуши, не се дрогира. Не слуша жена му. Сега слуша женичката. Во тој еден хаос, во тој филм, доживува една немила ситуација, не само Ешреф како ром, туку и било кој друг да доживее таа немила ситуација, не знам како би се понашал. Со тоа што ни се деси нас. Ајде, мислиме дека сме роми, бидејќи сме роми, затоа ни се случило. Пред тоа се случи совраќањето на Аида од граница и тоа све се собира. И како можеш ти да бидеш како татко во едно такво семејство. Ама сепак, нормално, тука е режисерот,
ти дава инструкции и мислам дека се забавувавме, ама не во кога се снимаше. Значи имаше моменти кога навистина треба да влезеш во таа улога. Реков и пак ќе повторам, за мене, не знам со останатите, немав толку многу контакти, ама со Ирена и со Кети, кога почнува нашата керка да ни објаснува како ја враќат од граница. Ја има тоа и на спотот. Толку се задубивме, толку се замува. Главата на куќата, главата, таков поглед фрлаше, ја кафето заборив да се го испијам. Имав кафе, цигара, каква цигара. Да, имавме таков случај на снимање. Па да. Ама јас велам од ова место, јас сум благодарен на Јани за прекрасното прикажување на една ромска фамилија. Јас во мојата кариера немам доживеано такво нешто многу поодамна. Не дека немав, имав, ама ова е... Не постојат оние стереотипи. Да, апсолутно, треба да се рушат. И во една прилика Јани рече, само ќе повторам, има една прекрасна книга, мислам за мене најубава на свет таа книга, вика, Господ нема да промени ситуацијата на еден народ, се додека тој народ не почне сам да работи на својата промена. Тоа Јани го кажа, мислам кај Севгил беше, и тоа држи збор. Така да јас сум благодарен, чувството вечерва да се седи јас како натуршик, аматер, покрај вакви професионалци е задоволство. Сега ова беше супер скромно, не. Искреноста е доблест, така? Немам дилема, како се кажа. Да, барем е натуршик, но е вистински професионалец. Тоа што го прави на исклучителен начин и така да нема ќе видат гледачите, нема никаква разлика во однос на актерската изведба, на перформансот, сите се Нека каже главата на семејството, неговата филмска сопруга. Кети, како беше, размислуваше ти, имаше ли дилема дали да учествуваш или не во филм кој што третира политички теми, кој што зборува за вистините настани и тоа го прави на јазикот на Јани Бојаджи, кој што коски нема, коски крши. Дали размислав, дали треба да учествувам, не воопшто. Немаш такви дилеми, немаш проблем со... Не, јас со Јани комуницирам на ниво на човек. Се познавам долги години, така да во секој момент му верувам во смисла на тоа што тој како идеја има и сака да прикаже. И дури некогаш и да не се согласуваат неговите гледања на нештата со оние кои што се мои гледања на нештата, тоа воопшто никогаш не правело никакви пречки кај мене, дека јас не треба да имам соработка со него заради некакви различни гледања на работите. Особено што ова е, кога го читав сценариото, значи тоа се во него постојат ликови со многу големи болки. Јас по принцип сакам такви ликови. Сите ликови имаат одредени болки во себе. Мислам, сите имаат нешто заради што се доведени до одредена состојба и одредена ситуација и тоа како ги засега. А мене секогаш, особено низ ликовите, ми е важно нешто да се каже, нешто значајно. Да не значи тој само лик само за мене, туку и за оние на кои тој лик ќе се однесува понатаму. Ајтен конкретно беше она жена која што мислам дека секоја актерка би ја посакала. Наспроти, нели, глава на семејството, тоа што вика... Те мести, не. Значи, жена која што се бори, за мене херој, така да јас сакам такви ликови и со задоволство прифатив да бидам дел од овој филм. Особено жена која што треба да се бори со предрасуди, стереотипи, да е во костец со времето во кое што живее, во исто време да се труди да за себе и за своето семејство произведе убави нешта,
но жена на која што нели животот ти кажува дека не се состои само од убави нешта и е приморана дури и на поинаков начин да размислува во одредени моменти. Многу ми се допаѓа како сте сите внимателни вака со зборовите, да, за да не се отвори, проблемот е, да, супер е, токму тоа имам проблем, затоа што се обидувам да не откриам се до крај, до каде јас само можам уживам како да се мачите, ама се сноѓате супер. Среќа никој од нешто не го гледал филмот. Да, вие не знаете како ќе заврши. Све ќе раскажевме. Само сакам кај Кети. Значи, после, нели, го пратив сценаријата, го прочита, ајде да се видиме, пиеме кафе, и Кети дојде со една Шиндлерова листа идеи за карактерот. Да, дојде онака подготвена и јас викам, од кај да почнеме побарно, така беше не прифати сите, нели? Не, прифативме се што беше корисно за карактерот. Ке види публиката практично, инсистиравме на телесна мана, нели, на ги Кети тоа го прави перфектно. Како, нели, телесната мана може на човек кој е духовно силен, цврст, да не му представува никаква пречка во живот. Васе, колку актерска храброст бараја твоите сцени, односно твојата улога? Па самиот чин да направиш филм во државава е храброст. И убава е таа констатација што ја кажа на почетокот дека нели нас не е тоа работа, ама јас мислам дека филмот во Македонија е привилегија. И баш доаѓајќи наваму се дискутиравме со колегите како се чувствуваме. Јас викам се чувствувам среќено. Нели една креативна творечка идеја стигна до моментот да биде споделена со публиката, и тоа е еден убав сечен чин. Им посакувам и на другите колеги, и на помладите колеги особено. Нели, повеќе да снимаме, повеќе да се обидуваме да го третираме животот низ филмската уметност, не само низ сценската, затоа што сценската уметност дава простор за дистанца од она што гледачот го гледа. Филмот е отровен од тој аспект. Тој просто знае да се пикне под кожа, затоа што под нос ти ги става работите кои одбиваш да ги видиш. Така што ми е драго што направивме филм во кој многу од гледачите ќе се препознаат. Вака кој ќе го прочитате сценариото и ќе ги видите ликовите, таму има две групи на ликови. Едни кои веруваат во синтагмата дека утре наутро може да биде подобро, и други кои што прават се тоа никогаш да не се случи на сметка на овие првите. Од тој аспект мислам дека ќе биде интересно да ги чуеме и реакциите на публиката по однос на тоа. Да, стварно. Ова јас се го кажа, поарно јас не би го смислил. Ова да, многу нескромно. Вас е сосема во право. Извини, Васил, се јас приватно, вас не знам, како сакаш ќе ти се обраќам. Да не откривам, па сега се. Еј, ќе го наградам твојот одговор со песна. Бендот утре наутро. Дали е спремен? Очекувам фронтмен си спасен ти? Јас само сакам пред Да, за песната ќе ја раскажеш. Да раскажеш за песната, па да ги представиме и сите членови на утре наутро. Тамам. А песната која што ќе ја слушнеме прва е Ветер да подуине, и тука не знам дали знаевте, да, вие сигурно знаете, ова го знаете, но дали знае јавноста дека аранжманот е на господинот Јани Бојаджи. Да, апсолутно. Јас сум композитор на музиката на филмот. Зборувај ми малку, како испадна по тоа сега? Со AI нешто или? Не. Се што има музика во филмот е снимано аналогно во студио од изведувачи во живо, и специфично кој е филм е што има музика која е минималистичка и која се изведува од единствен уд. Оливер, забораве презимето, извини. Настовски. Стани, те молам, генијално го отсвири целиот филм со еден уд. УД, така е името на инструментот. Да, Т. И Ленче... Охријени со Т, секако ќе го кажем. Секако веќе ќе кажа. И Ленче Димовска, вокалист, која
е единствен глас кој се случа зад кадарот во целиот филм. Двајцата направија работа која е огромна. Браво, браво. Практично целата музика се темели на два гласа. И тука во бендот е Филип, ти заборив презимето, извини? Михајловски. Тоа е канон или како се каже? Канон, така? Канон. Супер. А уте птица со две букви. Кој? Дали ќе не удостоите со ветер да подујне? Дамите има предност, јас сега ќе дам предност на мојата драга колешка. Јас ќе се обидам само да ја пратам помалку, да дадам некој шлак на незиното прекрасно пеење. Повелете, спремни сме да поуживаме.
Магично. Вау, браво, чеге се. Зборувајте малку за вас. Каде пееш, сите што... Да, објасни бидејќи се луѓе во гледаат, викаат, чекај, може ли како да ги најдеме на YouTube, да одиме на концерт, да ги гледаме и така натака и така натака. Бидејќи беше фантастично. Најпрво благодарам и најпрво да кажам нешто. И јас и Оливер Батка имавме привилегија да фатиме мали делови таму кај што пееме, ама делови на кои што јас плачев. Од филмот, така? Да, од филмот. Треба да се пее, ја ни објаснува, треба да се соживееш тука со улогата, јас требаше да влезам во една улога на мајката во суштина. И знам дека плачев и беше прилично емотивно, така што ова е малку откривам за тоа дека и во кино ќе плачат. Инаку, јас сум Ленче и Оливер Батка, заедно свириме во вокално-инструменталниот состав Аманет. Ние негуваме македонска традиционална музика во низината оригинална, автентична форма, така што може да не најдат како ви Аманет. Филип Михайловски ни е колега, кој што патем е и дел од еден проект кој што го работевме заедно за возобновување на патриотска музика, каде што имаме соработка, односно микс на народен оркестар, чалгиски оркестар и секако ние вокалите на Аманет. Секоја чест ви благодарам. Да, Чалги и Миракс, да. Алал Вера, Аманет, заедно со Спаски сега во Утре на Утро бенд. Директорот на Алфа, продуцент, режисер и композитор Јани Бојаджи. Браво за ова, многу ми се допадна. Само еден мал куриозитет ќе кажам. Ајде. Јас песната ја знам од секојаш, ова песна од мојот крај сум си ја донел од Егејска Македонија и малку е позната песната. Тука и ете филмот можеш да ја промовираме. И песната долги години мислев кај да и најдам место во некој филм и некако си дојде само од себе си внатре во филмот. Сега баш боревме со Нина и со Кети, имате текстови кога ти нели без малку потоната во себе си крај на светот доаѓа Кети и ти кажува во една сцена нели што се случува, се сеќавате ли на тросенот пред кршењето на прозорецот. Не го гледале филмот, Да, нема врска, се сака дека има да го играе, да има практично реплики во филмот од песната. Значи, нели, Јоана и кажува... Тоа се вика easter egg, така? Да, скриеш баш нешто. Да, и има цели стихови од песната, има внатре во диалозите на актерите. Нина, ќе сгрешам ли ако кажам дека режисерот сакал на таа женска енергија, женска борба, многу светло да фрли, многу внимание да посвети, бидејќи силни карактери сте сите дами во филмот и борбите што ги водите. Ти кажавме, нели, улогата жена на еден бивш премиер или премиер во заминување. И толку тоа ја идентификува таа жена, што да, жена. Но, нели, од една позиција на, кај што, ете, била веројатно во амбиент да биде мокна. Да биде мокна, доаѓа до позиција да биде и од врвот на дното. Од врвот на дното и да биде и жртва, така. И вториот пат да се изгради себе си, ама како што треба, а не ради очекувања или фамилија или... Да, во право си дека сака да ги истакне жените како мокни, јаки и силни, ама да не се изгуби нивната женственост во исто време. Така јас би рекла, поготово за Јоана, за ликот на Јоана. Дека не мора да биде, ако е силна жената, да и се изгуби женственоста, би рекла.
Така што да, убаво е како освежување. Да, се согласувам. Односот кон децата, како изгледа тоа? Вака треба да, на овој Арслан овдека да бидеш мајка филмска. Да, млада Легуваш мајка ли во... филмска, да, апсолутно, така? да. Уште сина го викам, да? не примети. Да, значи тоа е, се поврзавме в тени со Јана. Баш ни фали Јаничка некако. Фали. Да. Нормално дека прво имав околу тоа дека како изгледам и дали ќе личи, ама после тоа всушност во сценариото годините кои што ги игра Гоце се сосем млада мајка, мислам млада го родила, ги родила. Да. И како што можам да видам на трейлеров како изгледа, пошто само тоа имам гледано, доста изгледам постаро, повозрасно ми свига тоа. Изгледаш како мајка на две деца. Па баш, да. Вистина ли е дека во монтажа може комплетно друг филм да испадне на крајот? Да. Значи, стварно има кај вас на anxiety, малце возбуденост и не знаете на што ќе не идете. Јас се чувствувам моќно, Јани, фала ти. Ирена, имаме и колеги кои што не се вечерва со нас. Ако сакаш, одговори го прашањево, бирајќи некој од присутните, но со кој ти беше најзабавно да работиш вака од колегиве? Меѓу тие кои што не се тука, се не знам, Горан Стојановски, Мони Дамевски... Со Горан и со Мони нема сцени, со Кети сум работела до сега... Само сакам да ги набројам, нели, познатите актери кои што се дел од проектот, а не се тука. Со Кети и со Васил сум работела до сега, така да ми беше задоволство повторно да работам. Мислам, знаеме, си ја знаеме енергијата просто и на снимање. Со Кети мислам уште еднаш ако изиграме мајка и ќерка, ќе треба да се посвоиме. Треба да го официализираме ова, да. Секако ќе ја посвоиме. Така е. Со Бајрам ми беше доста интересно на снимање. Баш тоа Јани што го спомна дека нема никаква разлика во пристапот, во начинот на подготовка пред снимање. Баш дека е натурчик, а ние сме професионалци, мислам тоа беше исто функциониравме за сцена, пробите исто ги правевме и прв пат работев со Нина. И беше фантастично. Доста интересни сцени, да, баш забавно. Да, ако сакаш тоа со бикот да го раскажам. Не знам, не знам дали влезе тоа во монтажа, не знам сцената. Не во серијата, да. Епа да не го кажуваме. Епа добро, тогаш ајде. Ќе биде за серијата тогаш. Не ќе го раскажам. Раскажи, ќе инсистирам. Што е со бикот? Каков бик? Зашто не си го видел тоа во филмот? Ете не си гледал се, гледаш, има нешто што не си. Немојте да ја гледам и серијата пред нас. Да, мора да гледаш серијата. Мислам дека така ќе биде. Јас за некои 5-6 сцени што го прашав, што ми беа многу возбудливи, го прашав, Јани влезе ли ова во филмот? Не. А ова влезе ли во филмот? Не. А ова не. Викам, па што има во филмот сега? Што остана? Добро, таа сцена, фамозната сцена со викот, многу интересна. Слушаме. Јоана и Аида излегуваат од кафеана заедно, опуштени, поднапијани. Тоа е навечер, се снимаше на Бикот, на улица Македонија, каде што додека се заверти Јоана или не знам што се случуваше, Аида се качува на Бикот горе и решава да каже еден многу интересен монолог. Таму собира храброст на празната улица да каже се што сакала да им каже на сите луѓе, не им го кажала. И нели мене без да ме сними камера ме качуваат на Бикот зашто Бикот е голем. Тоа беше 2 часот пополнок, 3 часот, не знам, тоа беше толку ладно да се стои на тоа. Памтам само ми се тресе раце, како на коњ, како на коњ, да. И ми се тресат раце, вилица, све додека не се каже акција, кога ќе се каже акција, се е во ред и се кажува монолог и тече сцена до стоп. И сега Јани му текнува, нели, да пробаме да се симнеш од Бикот, без да те симнуваме, да се завртиш, ќе да ти има во кадар, може да ќе употреби, така? Да, ќе се лезнеш и позади Нина ќе те фати вака и тоа е тоа, нели? И добро, и сега кој ќе пробува, нели, јас више испентарена таму на тоа Бикот, викам добро, готово си кажавме, знаеме, ќе се свртам, ќе се лизнам. Без гајле, да. Без гајле. И доаѓа моментот, јас се вртам, се лизнувам и паѓам. И тоа сигурно ќе остане. И тоа и сега тоа е најинтересниот момент. Ја паѓам, се залепувам на улица Македонија, вака неколку секунди пауза и никој не вика стоп. Зашто кадарот тече. Сваќам дека треба да продолжам.
И си викам, жено, стани, собери се и продолжи сцената, нели? И само Нина вака ми влезе во кадар, вика, Аида, добра ли си? Викам, да, викам, Аида, сум уште станувам. Тоа е тој професионализам, идеме до крај. Да, и ја продолживме сцената до крај, после ми кажа дека тоа толку автентично изгледало паѓањето, што било греото да се прекина. Како ти знаат? Добро го изиграј. Да ми каже на работа. Само ќе треба да каже Нина после што правеше Нина додека ти си на бикот, нели? Во филмското и реалното време. И некој само тоа да ги кажам, со монтажерот Давид Дулев, прилика да го поздравиме, да му заблагодариме на се што направи за проектот. Кога прв пат ја видовме сцената за да ја монтираме и како паѓа Нина, двајцата скокнавме од Ирена. И он вика, Јани, како го одигра ова? Вика, бе, не го одигра, падна стварно. И верувајте ми, после 200 пати на монтажа го гледавме и 200 пати ни беше непријатно на двајцата и многу пати коментиравме, нели, каква сила треба да е тоа за да не кажеш се, како си знаат дека сум човек кој се грижи за собствените актери максимум. Не беше тоа страшно паѓање, мислам. Но со асистентите околу камерата само ги гледам и викат остај. Терај. Викам што Иренка е тоа, ќе го направи, нема да застане и тоа се случи се. Нина истрча и буквално во карактерот. Нема таква реплика и кажа, Аида, добро ли си? Немаше таква реплика воопшто и сето тоа остана, изгледа неверојатно, излека како вистина, затоа што е вистина. Бикот го возврати ударот, јас имам да кажам. Али, ај за серијата на крај ќе те прашувам сега да не одзема минути, бидејќи морам да повикам и еден рекламен блок, ама само еден, добро, но пред тоа сакам Васил да го прашам пример за овој лик или дали воопшто имаш пракса да декомпресија или не знам, да се исчистиш од ликот ако си премногу влезен во улогата кога ќе заврши снимањето. За ликот? За ликот, да. Пример, тешко тоа станува. Делче останува секогаш. Јас си препознав многу голем дел од себе си во ликот. Рустем е еден од светлите ликови во филмот. Не затоа што животот бил посуров кон него отколку кон другите ликови, туку затоа што навремено научил дека за да биде утре подобро треба да се заврши добро ова што е денес, што е сега и овде. И тоа ми се чини дека е нешто што е многу афирмативно. И не би сакал да се очистам од тоа. Напротив, тој лик е многу оптимистичен, ја подсилува вербата дека навистина може да биде добро утре ако секој од нас го заврши својот дел добро денес. Ти помогнала ли некоја улога да се чувствуваш подобро како човек, во смисла, односно да промениш нешто кај себе заради нешто што си го усвоил во прво време само како професионална задача, а после да вака како што, не знам, Рустем во некој... Да, дефинитивно, секоја средба со вистински луѓе со кои имате да споделите нешто вистинско ве прави подобри луѓе и за себе си, за другите. Особено што ние имавме одлична подготовка заедно со Јани во однос на тоа што ќе работиме, кои се тие ликови, какви се односите меѓу нив. При тоа да кажам дека Јани е одличен актер, тој може да ги одигра сите овие улоги, не затоа што ги напишал, само туку затоа што им го нашол она што ние актерите велиме зрното, нели, тоа Јани секогаш дава точна индикација во тој поглед. Не погрешив како режисер. Така што треба само да ви е добро сработена домашната работа, во нашиот случај добро да го сработиме текстот кој што е на ромски јазик, што беше една многу убава провокација за сите нас, и да се споите со сите овие луѓе со кои имавме прекрасна соработка, нели, покрај високиот професионализам за време на целото снимање имаше еден многу искрен личен ентузијазам, нели, да го направиме најдобро што можеме, секој, нели, својот дел, својата задача. Фала ти.
пред да одиме на реклами, сега е моментот кога на двајца гледачи, кои што ќе се најбрзи, ќе се јават на еден од овие два телефони, ќе им доделиме по 2 карти за премиерата на Утре наутро на 19 ноември во Синеплекс. Важна информација за сите. И трета проекција отворена, бидејќи првите две се распродадени, така да ќе има од кога, Јани, од утре претпоставувам ќе може да се купуваат карти? Можат и од сега. Веројатно може и сега, Мислам дека Синеплекс работи 24 часа. Да, вебсајтот се разбира дека да. Така да, кој нема да успее да си добие вака карта, може тоа да го направи на стариот традиционален начин, поддржувајќи уметноста и купувајќи си една и одвојувајќи некое денарче за да изгледа добар филм. Верувам дека веќе е завршена работата со картите. Луѓето кои што први добиле знаат. Една кратка пауза со реклами, 4-5 минути и после се враќаме повторно со убав разговор, со уште малку музика, со уште некоја карта доделување, изборување и верување во тоа дека ќе биде подобро утре наутро. Се враќаме за неколку минути. Добро дојдовте назад во специјалната емисија посветена на Утре наутро. Новиот филм на Јани Бојаджи, кој што на 19 ноември во среда ќе има премиерата во Синеплекс. Може да си купите карти за третата проекција. Јани преска ми кажа дека и трета проекција обезбедена, бидејќи првите две се распродадени. Првиот сет од 4 карти кои го доделувавме пред неколку минути, за 15 секунди ми кажа од режија дека веднаш се јавиле двајца луѓе и им честитам на добитниците. Ке имате прилика уште еднаш при крај на емисијата за некои 45 минути да си добиете уште 4 карти, а во моментов се уште може да одговарате на Facebook групата Утре наутро на прашањето. Просто треба на најкреативен начин да си кажете зошто треба да добиете 2 карти. Одговорот што мене ми се допаѓа во моментов најмногу е 3 деца имам дома да одморам малку. Али, ќе го соопштиме добитникот утре наутро. Кети, има ли некој лик од филмот кој што улога која што би ја одбила, пример, ако ти ја понудеше Јани, кој што не би сакала да го одиграш, и ако има таков, зошто? Мора сакаш ова да ја одбие. Не, ќе кажам и за тоа, но прво со Јани се познавам многу долго време, сум работила и во театар, сум работила и телевизиски серија и филм и претходно, така што не сум размислувала дали постои улога која што би сакала да ја одбием, затоа што не верувам дека Јани би ми дал некаква улога која што би била приморана да ја одбием, заради тоа што колку јас него го познавам како уметник, режисер, актер, сценарист, сега да не ги редам, нели? Композитор. И како човек, толку верувам ме познава и тој мене и знае што е она што јас можам и сакам да одиграм. Не се сомневав во тоа дека ми ја доделил вистинската улога. Меѓутоа бев малку, точно сега веќе го споделам тоа, бидејќи тој го покрена како прашање. На кастингот кога бев повикана, со Ирена бевме на кастинг, диалогот кој што го водевме, тоа е сцена која што се случува во амбулантата во ординација каде што таа работи, беше на македонски, се си одеше регуларно, се супер. Јани понекогаш, например, знае да докрај не ги кажува сите нешта и сите работи. Сака да се изненадиш. Така. И нели јас немав појма, поминаа сите тие работи, добро, и после од кога се договоривме околу ова, рече добре, сега супер, само се ова 80% ќе биде на ромски. Викам добро, да, викам ќе на македонски, ќе има ли нешто? Ќе има, ама грото вако. И добро, се преведе тоа сето на ромски. Едни парчиња вака монолошки во една сцена, во друга сцена диалошки, Достоевски, хорор. И добро, ајде, вика не се секире, ќе работиме, тоа што спомена и Ирена и Васил, значи имавме проби 2 месеца интензивно, доаѓавме, работи, прави, пусти, читаш акценти и такви ствари. И секако како актер, нели, дел од работите мораш и дома да си ги научиш, нели, ние и по дома си работиме. И еднаш дојдов во ситуација, посебно монолошките парчиња која ми дојдоа на ред, викам, јас ова не можам да го правам. Сопругот Горан Илич
исто ми е актер, одам, и му викам, слушај, викам, јас на Јани ќе му се јавам и ќе му откажам, викам. Значи, ова вака што ме намести ова цела работа за нешто невозможно, а улогата прекрасна, мислам, не можам да објаснам колку ми се допаѓа, колку ја чувствувам, ја знам каква психологија носи и така натаму. И нормално, добро, Горан ме откачи, рече, ај, оди сега таму, поработи уште малце, како ќе видиш. И сум благодарна. Да, ме охрабри, да, оди, ај сега, моментално ти е. И благодарна сум за тоа искуство. Многу сум благодарна за тоа искуство. Откри дека можеш нешто што не си мислела дека можеш. Да. Знаат Богданови што научиле ромски како ми е мене. Сега знаат како ми е мене како ром. Кога мораш на ромски да збориш? Да. Да. Прекрасна енергија имате и вака, тека ги поканувам сите да го доживеат филмот и да видат како изгледа кога веројатно тешко би работеле меѓу себе заедно ако како луѓе не се кликат. Еве Гоце, ти си најмлад или втор најмлад? Втор најмлад. Втор најмлад. Ја најмлад. Само што заврши средна сега, прошлава година. Да. Што заврши? Само што заврши средна. Аха. Она беше трета или четврта година кога снимавме. Трета година беше кога снимавме средна школа. Така е, да. Како припадник на младата генерација на актери во Утре наутро, од кого најмногу учеше? Од сите. Од сите, мислам, по нешто имаше да се научи, дали е тоа одговорност, дали е принцип на работа, дали е работа од дома како се прави, дали е партнерска игра, дали е развивање односи. Имаше и некои животни лекции што ги научи во некои моменти, што беа, да речеме, предизвикувачки во одредени дадени ситуации, каде што учиш нешто, мислам, и од позиција на актер, меѓутоа пред се од позиција на човек, дефинитивно. Така што има, мислам, премногу се за да се набројат, искрено. Која сцена ти беше најкомплицирана за снимање? Најкомплицирана? Тешка, предизвикувачка, одбери агол од кој што ќе одговориш. Добра. Па се мислам, искрено, веројатно Се мислиш колку смееш да кажеш? Па не ме тепаа многу во филмот и во серија. Сега не знам точно. И тоа исто како со бикот, не знам. Имаше некои така. Тепаа многу. Имаше, сум ги гледал. Има, да. Се мислам, или веројатно сцената, мислам дека најкомплицираната беше таа што ја снимавме на Загрејсонце. На Загрејсонце рекол. Да. Нов збор ми се допаѓа. Избора да се измисли, да. Шекспир, Загрејсонце. Нема врска, да. Сцената што е со приведувањето. Сега не можам многу да откријам секако. Меѓутоа мислам дека таа беше многу захтевна сцена, многу мислам и актерски голема сцена беше, имаше многу и статисти и помали улоги, и големи улоги, многу дејствија, многу технологија, многу пазење на детали. А во исто време бркавме Загрејсонце. Бркавме на сонце да се стои на исто место. Да, сонцето не си оди. Да, технички, да, имавме некои колку 2 сати таму некој период. Па со подготовки 2 сати, иако пракшно самото снимање кој е дел од, нели, ајде да кажеме од монтажата, беше направено во 20 минути. Ако се сеќавате, пракшно правивме проби, тоа се тие сцени кои од сега таму. Проби и потоа кажавме, нели, еден мастер план, брзо ќе раскадрираме, но колкав е притисокот? Кај тебе како режисер веројатно е најголем, ама како актери вие знаете дека имате одредена временска рамка во која што мора да се направи се, плюс во сцената нели има милиарда други улоги, оператори, реквизита, не знам, автомобили, комбини, 100 статисти. 100 статисти. Дали тоа дополнителен притисок создава или не, ти си во улога и само чекаш да дојде твојот кју и да... Па, создава притисок додека го мислиш. А кога ќе дојде моментот да сега снимаме акција, не мислиш, нема мислење. Таму си. Ама до таму, да, нормално ти ствара стрес, ти ствара сите можни фактори што можеш да ги размислиш и нели непредвидливиот фактор го мислиш, што може да се случи, сега ти прави малку стрес. Ама кога ќе дојде тоа акција, кога ќе дојде... Да, тоа е магично, стварно, како се проаѓа, онака и болка, и болест, и... Нели?
Адреналин. И окото тече инфекција и после го нема. Бикот, бикот паѓаш, те боли, ама не те боли. Многу јако тоа. Ирена, и ти и Нина и Васко имате учествувате во сцени во кои што има интимен однос. Така? Не заедно. за јавност тоа. Но што тоа значи за тебе како актер? Очигледно, нели, си ја одиграла улогата, не ја одбиваш, но размислуваш ли како тоа ќе изгледа, дали луѓето, не знам, средината во која што функционираме е каква што е, нели? Дали нешто ќе зборуваат за тебе, дали ќе бидеш можеби ставена на тапет или од некого можеби навредувана, или едноставно тоа е тоа. Јас сум актерка и правам тоа што... Во денешно време што се има на овој интернет и тоа? Во денешно време точно. Знаеш, меѓутоа сепак сме ние народ каде што, нели, ако тоа го прави Моника Белучи е окей, ама ако го прави некоја македонка во македонски филм, тогаш нешто. Меѓутоа мислам дека тоа го надминуваме, тоа се технички работи, таква интимна сцена првпат снима во животот и можам да кажам дека нема ништо понеприродно од снимање на една таква сцена. Тоа е чиста кореографија, тука е цела екипа позади тебе, се знае каде треба да се мрднеш, каде треба да викнеш, што треба да се случи, се е тоа буквално како некоја кореографија, што најверојатно актерскиот предизвик е да се потрудиш да одглумиш да тоа делува природно, а воопшто не е природно. Не постои повештачко нешто од снимање на интимна сцена, мислам. Ке потврдиш? Па да, се слагам со тоа, да. И да, не е баш лесно, и мене исто ми е прв пат, такво не. Сега, кој знае што ќе си помислат луѓето, што ли е тоа? Што ли, ама ако, добро е. Ако дојдете, ќе видите, да, 19 во Синеплекс, натаму. Така е, да дадеш доволно причини за да се... Да, согласувам дека, да, ама јас имав среќа да имам супер партнер, кој што беше многу голема подршка за мене. Вистински джентлмен. Да. Васил Зафирче. И така, да. Така што толку ќе кажам. Покрај многуте причини, нели, за создавање на филмот и денес, нели, за гледање на филмот, тој започнува со сцени токму од настаните од 27 април, но ова не е филм за луѓето кои што се опфатени со тие настани. Ова е филм за Македонија. Настаните од после 18 месеци. Во филмот настаните почнуваат 18 месеци после 27 април. Во серијата започнуваат рано наутро на 27 април во куќата на премиерот и неговата сопруга. Во принцип, како да кажам, јас мислам дека тоа што денес го нарекуваме онака со леснотија 27 април е еквивалент на 2 август 903, немам дилема, затоа што после 27 април 2017 година во Македонија повеќе ништо не е исто како што било пред тој ден. И тоа е фактот со кој сите ние мора да се согласиме и да живееме. Сега, некои од нас живеат прифаќајќи го тој факт дека се е прашао и друга земја. Ние сме други луѓе после 27 април. Има некои луѓе кои тоа го прифаќаат и кој е личен избор, и некои луѓе кои тоа не го прифаќаат и кој исто така личен избор. И во една мера филмот зборува за антагонизмот помеѓу тие луѓе кои тоа го прифаќаат и тие луѓе кои тоа не го прифаќаат. И сега ние, нели, ако сме сериозни, нели, мораме да се очиме со фактот дека во однос на тој ден ние сме поделено општество. Нели, дека се уште ден денес додека ние во момент одиме во живо лајв, има луѓе кои сега не гледат, кои се согласуваат со нас и луѓе кои не се согласуваат. И тоа е нормално за секое демократско општество. Не е Македонија по ништо специјално, нели, во однос на тоа, но за да завршам, работата на уметниците е да зборуваат за тие теми, да ги отвараат тие теми, да ги покажуваат аспектите. Ние не можеме да им влеземе во главите на сите македонци, дали па да им кажеме мислете вака или мислете така или мислете онака. Ние само раскажуваме, зборуваме за
тој толку круцијален настан, најотворено што можеме, најискрено што можеме, на крајот на криштата, нели, ово нели нека е предизвик, па некој друг да сними друг филм од другата страна на нешто, нели, што е низ цел свет нормална и легитимна работа и се прави, нели, многу често. Сега ќе погледнеме уште едно делче од краток сегмент од утре наутро и после ќе го прокоментираме. You're an idiot, Peter. Just a useless fucking idiot. What does he want? Same as the other one. But he's an idiot too. I know. But he's a useful idiot. All right. Okay, Peter. That's it. We're done with you. Hey. Don't make this any harder on me. Make it happen smoothly. Good boy. Vladimir Vladimirov. I'm okay. It's okay. Congratulations. Thank you. You are the new Prime Minister. But you know what needs to be done. So don't disappoint me. Толку познато изгледа, веројатно, нели, 90% од луѓето, не 90, 80% од луѓето баш вака замислуваат дека се одвиваат процесите позади, така. Дека доаѓа големиот брат, му вика, good boy, браво, да го штипнеш уште требаше. А овој другиот, нели, си удира главата, уживајте, нема проблем, само дајте да направиме што треба да направиме. Има ли одење по линија некогаш кога уметноста ќе реши да ја критикува политиката, односно да зборува вистината? Во принцип, оно што го кажа двете колешки врска с нели со снимање на еротски, сексуални или експлицитни сцени, нели дека е како се вика во Македонија, нели се уште некакво табу као, така. Уште поголемо табу, уште поголем проблем во Македонија е некој уметник да се бави со политички театар или со политички филм. Значи, тоа кај нас е забрането, значи нема што има сега, вие таму уметници се бавите со политика, нели? Да расчистиме, нели, како си тоа ни е дело за тоа да зовем политикон, Аристотел. Апсолутно да критикуваме тоа што треба. Така, нели, Аристотел така нарекол, нели? Политички свесни битија, нели? Но ова што сега нели ние го видовме е некаква моја фикција за тоа што се случило врз основа на информации кои јас сум ги добил од луѓе кој чул, кој разбрал, кој видел, кој лажал, кој подлажнал, нели? Но во принцип останува фактот дека во една куќа во Пржино тогашниот актуелен председател на владата со тогашниот шеф на тогашната опозиција и иден премиер заедно со американскиот амбасадор и агенти на ЦИА разговарале за нешто. Тоа се факт, сите го знаат, нели? Го гледавме на телевизија секоја вечер, нели? Во Пржино, во Пржино се сретна, значи и сите знаеа дека нели дека со помош на тогашниот американски амбасадор се водат преговорите за смена на владата, нели? Тоа е факт кој го знаат сите, го гледавме на телевизија, лайв практично сите имаше по 10-15 телевизиски екипи кои пред таа куќа во Пржино седеа и да. Чека Белчат, да. Чека Белчат, да. Бајрам ќе не скара ли Јани со американците сегаш? Дали ке не? Ке не скара со американците. Скарани сме ние со него давно.
Само они не знаат. Не им кажуваме. Не им кажуваме. Тие кај влегува треба не поразна. Моje мислење. Како ти види, сакам да го слушам твоето мислење, бидејќи еден умен човек пред 8 години во една прилика ми се јави ми рече: Боби, должност на интелектуалецот е секој пат гласно да го кажува својот став. Тој умен човек се вика Васко Зафирчев, се и до тебе. Сакам твојот став да го знам за улогата во филм кој што третира, нели, политички теми. Како му пристапуваш? Еснавски, иако или па не знам, има и некоја емоција што ти е важна да ја споделиш. Односно ти е важно да ти е убаво што си дел од филм кој што гласно зборува за работи што биле од политиката. Морам да признам дека сум скроз оперисан. 20 години наназад не гласам за никого. Така функционираш онака дистанца? Да, на дистанца. Сите ги почитувам, сите ги сакам, со секој еден имам живо, здраво, мислам, од најсиромашниот до ако дојде и ова прилика со председател или председателката, па и министри. Ама дека сум вака со некого... Не те интересира? Не. Како си го поминуваш денот тогаш ако во него нема вести и дебатни емисии? Идам по риба, фаќам риба. На Вардар. Медитација. Медитација. Најубавата работа. Пушташ мозок да ти пасе и, брате мој, дома нема зејтин, нема врска, ајде, така ќе јадеме. Снемало струја, запали тоа нешто плинска боца. Брате мој, тоа е. Што има ти да се расправаш или да мислиш дека ќе биде нешто подобро кога не е. Тоа е реално, ти треба да бидеш секогаш онака лајт, опуштен. Интересно е што го зборуваш, бидејќи нели и филмот кој што се вика Утре наутро, нели? Ја работи на таа тема дека некои луѓе дека треба да веруваме дека ќе биде подобро утре наутро. Ти имаше еден малце подруг агол на гледање на работите, ќе биде како што ќе биде. Јас да си бидам, да си имам свој собствен мир и свет во кој што, да си го изградам светот во кој што функционирам. Не се согласувам. Секој еден, да. Секој еден треба да се труди и да се потруди да биде за подобро утре. Меѓутоа мораме да бидеме свесни дека тоа што ти е одредено од Господ толку да ти биде и толку е. Повеќе не можеш да добиеш. Мислам од религиски аспект зборам, не е од политички. Може да е некоја работа која треба да те задеси. Негде далеку. Некоја благодет. Ако ти е тебе пишано да ја добиеш таа благодет, колку да е далеку, ќе ја добиеш. Ако таа благодет не ти е пишана да дојде и до тебе, ќе те заобиколи и ти не ја добиваш. Ти не ја добиваш. Така и јас размислувам и за овие, за животот воопшто. Тоа што можело да те задеси, тоа што те заобиколи. И тоа е тоа. Треба да бидеме благодарни на Господ. Немаме право на избор на слободна волја. Имаме слободна волја, ама ограничена од до, не целосна. Сега јас од друг аспект, само да се надоврзам, понекогаш викат за улогата, како не ја земав таа улога, брат, не ти било пишано тебе, крај. Не ти било пишано. Имав ја од искуство збором. Све супер, цаком, одлично, па ти доаѓаш ова е за тебе, костими, ово, оно. До костими, хонорар. Алал од мене. Само 1000 денари ке ми дадеш да излезам со жената у дом мед футогаш беше модерно. Една пица да знам дека ова е од Богдан. Ама, терај. И на крај се кине конецот. Некој друг, трет, доаѓа четврти, верам го нема таму. Супер, одлично. Јас сум благодарен. Нина, имаш контра? Јас лично си го размислувам вака во животот, дали имаме слободна волја. Не, на овие зборови не сакам контра. Добра. Јас морам да прашана сум, извини. Не, ние сме си наша фамилија. Може моја фамилија да коментира и да ми контрира. Ајде, ќе ти кажам во другата емисија кај што ќе биде нашата фамилија, само кај што ќе доминираат, пошто овде сме малце поманина како се. Ние ромите сме малце темпераментни, извини. Ама не, јас не се сериозно тоа се прашувам, дали, ама тоа е више сосема филозофски, дали имаме слободна волја или е се
предодредено. Имаме слободна волја. Имаме слободна волја да одиме во кино. Во среда 19 ноември. 19, трета сала, да. На секое кажување ова имам 2% покачување на плата. Така Јани? Во среда во кино, во среда во кино, во среда во кино, во среда во кино. Може ли ја пееме уште еднашка? Дали нашиот утре наутро бенд е спремен да ни донесе уште една песна која што се вика Наргиле, односно 5 години бев затворен и која што Јани ќе ни ја подобјасни, бидејќи ова спаѓа во тие теми кои што ти ги имаш музички организирано, аранжирано, компонирано. Па во принцип на Наргиле или 5 години бев затворен е песна која јас исто така се носам нели од мојот крај. Именно тоа е едно од тие песни кои се пеени из Балканот низ различни форми. Песната е позната во Грција многу, позната и во Турција многу, се пее на секаде. И како што е нормално нели посебно нели во фолкот, секој нешто додава или одзема, нели еден форшпил повеќе, текстот ќе го промени, контекстот ќе го промени, нели? Но исто така и Наргиле, или 5 години бев затворен, долги години ја носев со себе си, мислев, шо ќе правам со таа песна, кај да ја ставам. И некако, од кога се заврши целата приказна со утре наутро, нели, во која најмалиот член и практично нели единствениот вистински маж во целата приказна која е момче, нели, игра 17 годишно момче Борис Гоце Андонов, завршува во затвор заради тоа што ќе го направи, ќе направи нешто многу страшно. Да, нема да каже. И како се кај од тука некој само се намести песната, нели, што би правил еден млад човек во затвор на 18 години, нели? И тоа е таа песна Наргиле која некако самата се намести. На аранжманот работевме многу, направивме многу верзии за да и најдеме местото на песната. И пракшно Наргиле е песната која го отвара филмот. Со оваа песна започнува. А видов насмевка кај учесниците во отворењето, односно не бил процес, иако бил долг, сте уживале. Така? Се може да слушнеме како звучи тоа уживање. Бенд утре наутро, Наргиле. Спасен Селјановски пее. Апсолутно. години бев затворен горе во Едикуле. 5 години бев затворен горе во Едикуле. Од големите секлети попаднав на наргиле. Од големите секлети попаднав на наргиле. Легни, стани, смутни, готни, секој ден на насана. Кај нагоре, кај одоле, на думјана врасана. Легни, стани, смутни, готни, секој ден на насана. Кај нагоре, кај одоле, на думјана врасана. Башка 5 години душо од светот заборавен. Башка 5 години душо од светот заборавен. Кај да патам, попаднав на наргиле. Кај да патам,
там попанав на наргиле. Легни стани смутни готни секој ден на насана, кај нагоре, кај одоле, на дома навјасана. Легни стани смутни готни секој ден на насана, кај нагоре, кај надоле, на дома навјасана. Сега кога сум до тебе, ма где прво либе бре. Сега кога сум до тебе, ма где прво либе бре. Курди сај го наргилето, па да прајме урфане. Курди сај го наргилето, па да прајме урфане. Легни стани смутни готри секој ден на насана, кај од горе, кај од доле, на друго навјасана. Легни стани смутни готри секој ден на насана, кај од горе, кај од доле, на друго навјасана. Браво бе, бенду утре наутро. Многу добро звучеше ова. Како вика, курди сај го наргилето? Ќе си правиме урфане. А за тоа ќе ни каже Јани што значи повеќе. Дали актерите курдисуваат наргиле некој за да останат фокусирани во сцена? Дали има таа сцена која се напушивме, мислам. Која бевме хај. Ја има таа на покривот на скок. Фално е покривот на скок. Не открива, не. Бе. Иде. Знаете што? Кажи, не зашто? Напушени батка. Тоа е сцена во која има во кола после еден многу драматичен настан. Пушат марихуана треба. Но тоа не е најчудното. Имено, во принцип, целиот филм зборува за тоа како еден добар човек, како што е домакин Ештрев во што го игра Бајрам Северџан, системот ќе го доведе до тоа добар човек да крене рака. Значи, и мислам дека една од идеите на филмот е тоа, нели, дека добрина, добар чашта ќе се прелие и во моментот кога добар човек ќе крене рака, значи дека нештото веќе во таа земја, во таа заедница се не функционираат. Не функционираат, се опасни, но како се вика, тоа што Бајрам го прави во филмот како Ештрев, како карактер, го прави со 4 жени заедно. Тоа нешто лошо го прави тој и други 4 жени. Така. Доволно откривање, остатокот уште 2%. Среда 19 ноември Cineplex имате трета проекција на која што може да си купите карти. Нина, која поука ја извлекува Јоана Пеласка, односно што е она што па ти би сакала да го разберат луѓето од она што го носиш во филмот, во врска со карактерот, со животот, со преизвиците на Јоана? Да бидат автентични. Тоа, дека треба секогаш изборот е тоа. Дека на краткорочно може би е потешко, ама на долги стази се исплати. Fair and Square. Добра земја е фирмата што ја основа Рустем кога доаѓа во Од Бавча до Трпеза. Да, добра земја, да. И ќе биде ли подобро, Рустем, утре наутро? Дошол човекот, нели, со добра идеја, со добра мисла, нели, таков лик си во филмот и во врска и со она што предеска Бајрам го начна и го спомна. Колку е важна добрата мисла, која што нели е една од носечките пораки, нели, ако сакаме да го промениме
светот на подобро, треба да се фокусираме, да размислуваме, а потоа и да правиме нешто во однос на таа промена. Генерално искуството не учи дека луѓето многу ретко и многу малку восприемаат со збор. Повеќето луѓе восприемаат со пример. И ми се чини дека, иако ние го немаме видено конечната верзија, играната верзија на филмот, нели, јас видов трейлер, видов некои материјали лето со Јани, меѓутоа себе си се немам видено во филмот. Значи, не знам што тоа ќе еманира на ниво на енергија, не, јас говорам на ниво на основна, човечка порака. Но, понекогаш е многу важно да се видиме себе си какви сме. За да сватиме што ни недостига, што треба да промениме. Конкретно, ако зборувам за ликот што јас го толкувам, тој е лик кој што е поборник на ред, работа и дисциплина. Тој смета дека не може да има напредок без овие три основни начела. Мислам дека во тоа лежи индивидуалниот и колективниот успех на сите нас. Ние можеме да сме бескрајно незадоволни од државата, од општествено-политичкиот контекст, но промената првенствено треба да ја бараме во себе си, затоа што кога човек ќе се промени себе си, тој автоматски го менува и колективот на кој што му припаѓа. А во случајот јас припаѓам на еден колектив, на една заедница каква што е ромската заедница, нели, како лик во филмот. Меѓутоа, сите овие ликови кои представуваат таа заедница се примери на честни, на честити луѓе, на еснав луѓе, на луѓе кои со многу труд, со многу со многу посветена работа го добиваат тоа што го добиваат, а воедно и се залагаат за некаква еманципација, нели, за што е можно повеќе роми со завршено средно, со завршено високо образование. Тоа се едни убави пораки за тие мали заедници кои ја чинат нашата нација, а кои говорат за тоа дека промените првенствено треба да ги бараме во себе си, а не да ги очекуваме надвор од себе си. Имаме ние сега актуелни примери на кои што може да се илустрира ова што го зборувам. Значи, да ни е чисто дома, да ни е чисто внатре, да ни е чисто во дворот. Ако така секој од нас тргне, ќе ни е чист градот, ќе ни е чиста нацијата. И физички, и духовно, и ментално. Апсолутно си во право. Треба поретко да го прашувам за Фирчев, бидејќи кога ќе заврши со зборување, знаеш, аплауз, пали светло и... Ајде да поделиме уште некоја карта. Дајте ги броевите пак. Првите 20 кои што ќе се јават на еден од овие два броеви, ќе си добијат по 2 карти. Предходните летна за 15 секунди. Предпоставувам дека веќе некој го има телефонот во рака и се јавува. Добитниците ќе си дојдат во среда 19 во Синеплекс на премиера. Многу постоти се собраа. 19:30. Многу постоти се собраа вака. Се трудам. Како што кажа Рустем, ред, работа, дисциплина. Засучи ги ракавите. Да ги запишуваш дисциплинирано. Дисциплината е една од моите црти кои што ме краси, кети. И скромноста. Ирена, што мислиш дека, кажавме дека, ете, филмов се обраќа во многу и на женската публика. Тоа не значи, нели, дека мажите нема да дојдат да ве гледаат вас, ама... Повеќе на машката, пошто ние жените си знаеме. Што најмногу ќе ја погоди женската публика вака? Иако не си го гледала филмот, но... Да. Се те провоцира дека не го имаш гледано филмот, он го гледал. Он го гледал, да. Ама не знаеш што има во серијата, а јас знам, јас цело сценарио го знам. Така е. Он го знае само филмот, така да. Еден. Видим многу работи. Значи, тоа што кажа Јани, дека ова е баш една борба за правда. Мислам, тоа е тоа по кое што трча и Јоана и Аида во целиот филм, само што тоа го прават на различен начин. Аида го прави на начин кој што е тотално различен од тоа јас како ја барам правдата. Јас сум по природа погласна и се борам нервно за таа правда и да е тивка. Тоа беше и мојот најголем предизвик, за да можам да ја одиграм најверојатно, да сватам зошто е толку тивка кога и се вика и зошто не вика кога и се плаче. Нели, тоа е една таква тивка борба. Но мене ме научи дека треба малку да прогледаме, да
да се слушаме еден со друг, и да слушаме не само таму каде што се зборува јасно, туку и многу повеќе да се потрудиме да слушнеме таму каде што е тивко. Така. Се вика во среда, Така се завршува. Среда. Може и на ромски да кажеш, ако се кажеш. Гоце, како е... Како ќе биде, мислиш, прифатена твојата улога во филмот од врсниците? Одат ли во кино младите денес и дали, поради тебе, вака ќе дојде една солидна група на деца, извини сега, ама така едно 20 години сме разлика, односно може ли да се научи таа генерација за која што стереотипите се дека на TikTok скрола со прстот по цел ден, знам дека не е тоа така, но во однос на навиките на восприемање визуелни дразби, дека постои нешто што се вика филм. За жал слушнав пред, не знам, гледав некој интервју, дека дури и филмови некаде по светот, односно во Холивуд, се прават денес на толку поедноставено сценарио, за да може комотно гледачот, бивајќи свесни луѓето, нели, авторите, дека нема да се откаже од таа навика на скролање, дури го гледа филмот, за да има некое задоволство, дека и да, јас гледам филма, не гледа филм, нели, туку гледа во телефонот зирка. Да. Реално, да, факт е дека постои тоа, дека сега се повеќе и повеќе се пласираат кратки форми, но јас колку што сум информиран, барем моја возраст, да речеме 20 години, 18 години, се уште одат многу во кино, го има тоа, ќе видиме за 20 години како ќе биде. Искрено мислам дека ќе од позиција на гледаност ќе има, мислам ќе дојдат многу луѓе во кино, не поради, нели, не само поради мене, туку заради тоа што генерално луѓето денеска, нели, сакаат да гледаат филмови во кино, но и конкретно мислам темата не е само околу темата. Мислам дека многу ретко имаме филмови излегуваат кај нас, мислам дека имаше овој добар маркетинг и мислам дека сите ќе сакаат да го гледаат. Чисто од тој аспект и барем ако не ништо друго, кога толку малку имаме проекти и производи кои што излегуваат, мислам дека чисто од позиција на поддршка треба да дојдат луѓето. Апсолутно, да. Од општа култура. А тоа дали ќе им се допаѓа на публиката или не, ќе видиме, тоа ќе дојде само по себе. Така да не би можел да кажам, ти го имаш гледано филмот, се разбира. Ке им се бендисат, на окрски вака, може да ти одговорам. Уште еден краток блок реклами, неколку минутки и се враќаме со финалниот дел да се подготвите добро, окей? Се гледаме за неколку минути. Ете сме назад во специјалната емисија посветена на Утре наутро, новиот филм на Јани Бојаджи, среда 19 ноември Синеплекс премиера. Имате трета проекција на која што може да си купите картички, а карти добија по две, сама ви ги прочитам имињата. Во првиот пат кога доделувавме Жаклина Јорданова, Тодор Григоров, а сега Билјана Дзонова, веројатно Зафировска, и Оливера Бошковска. Имаме и вашите телефони, ќе ви исконтактираат луѓето од Алфа телевизија или од продукцијата и ќе се договорите, односно веројатно ќе ги има на список таму на лице место. На лице место ќе си ги земат. Може со лична карта и да влезат. Со лична карта ќе си ги земат билет. Ќе биде ли подобро, господине Бојаджи, утре наутро или утре са бајле? Што ќе биде подобро? Апсолутно, јас верувам, јас сум оптимист, немам дилема дека ќе биде подобро, но нема да се направи тоа подобро само од себе си. Ќе мора ние да го направиме и тоа што го кажа и Васил, ќе мораме да тргнеме секој од самиот себе си, да се погледнеме едно утре наутро во огледалото, да се соочиме со такви какви што сме, да видиме што е добро, сигурно кај секој од нас има и добрина, да видиме што е тоа што не е добро и да почнеме секој утре наутро по една од оние работи кои се добри, да ги правиме подобри, а од една од оние работи кои не се до толку добри, да ги подобруваме. Не е воопшто тешко, верувајте ми, како да кажам, што е еден филм? Еден филм е едно искуство, дали како човек да стане
подобар. Имено јас се знаат, нели, многу пати им зборувам, нели, што значи соработка во уметноста на филмот, нели? И кога е креација? Креација е кога нешто правиш без присила и уцени. Ако нешто, нели, ние се собереме заедно, а тука се собрани луѓе кои се образовани, умни, сите со свој став, со интегритет, со морал, со етика, ако тоа што го правиме, нели, без присила и без уцени, тогаш тоа на крајот е убаво и возвишено. Би било убаво, нели, да 10 филмови годишно се снимаат во Македонија, кои што ќе се бават и со вакви теми, кои што, нели, може да побудат и интроспекцијски анализи или па некакви конкретни акции од поединци или од групи, но тоа не е така. Па како утре наутро, Нина, да што треба да се направи, што да се промени во, не знам, во свеста на или они што одлучуваат, или па можеби некои мецени би било убаво да имаме во Македонија кои што би вложувале во уметност. Да, добра гримаса направи Гоце. Како би било добро. Како твој син ги разбира и твоите мисли, така вие сте сепак поврзани. Да. Јас да кажам што би било добро да се направи. Па мене ми се свиѓа тоа со личната одговорност како принцип. Мислам, битно е. Зашто, нели, општеството се луѓето општеството, и тоа е многу е важно да имаме лична одговорност, точно ако секој од нас не фрла ѓубре на улица, ако секој од нас работи на себе. Ама тоа е еден си викам дали wishful thinking, Не, јас апсолутно исто сум оптимиста, ама дали на нас луѓето можда ни е и потребно малку контраст да има. Што ако биде, зошто до сега би постоела идила да беше баш така тоа? Ама, добро е да се стремиме кон тоа и постојано да сме ученици во животот и да си дозволиме да учиме нови работи. Sounds good. Аплауз. Фала, јас се запречеш, пак не, тука не ни Па да не е дека само така малце да балансираме. Дека феминистите ке се... Па така е. Кети, каква дебата, кое прашање ти би сакала, кога еден човек излезе од салата во среда, да разговара со своите пријатели, например. Односно, што филмот би сакала да отвори како теми во нашето општество? Освен тој ноторен факт, што јас си признав и го констатирав на старт, конкретно околу таа 2014 година и односот на нашите власти кон ромите, а на барање на познатата Сојузна република Германија и така натака и така натака. Не знам со што би сакала. Види, јас сметам дека ние генерално сме општество со безброј стереотипи и предрасуди. Кон заедниците, кон самите себе, кон луѓето во нашето блиско обкружување, на работното место, во семејството и така натаму и така натаму. Осветлувањето на една приказна преку етничката заедница во конкретниот случај преку ромите, не би сакала да се толкува само дека е нешто кое што е специфично само за одредена етничка заедница. Ние како општество сме еродирани, како се вика тоа, на секое поле. Ние сме во состојба, например, не знам, на колегата од работа, затоа што денеска не ни се допаднала фризурата, да му кажеме дека не знам, тој не заслужува денеска да биде во нашето обкружување, одич ништо. Нели, како резултат на тие стереотипи и предрасуди кои што мислам како општество дека како со сила да ги негуваме, наместо да се трудиме да ги надминуваме, да ги отфрламе, да научиме да живееме со нив. И мислам дека тоа е нештото кое што би сакала, затоа што политиката, она што им се случува во 2014, нели, враќањето, она што се случува конкретно на ова семејство, преку таа една страшна случка, еве сега да не откривам, нели, постојано се наоѓам во таква ситуација, е резултат на комплетно општествено политички контекст кој што е погрешен во оваа држава. Ние, како да немаме желба веќе да живееме едни со други,
како да немаме желба да се сакаме едни со други, да си посакаме добар ден, да дадеме жмигавец кога ќе звртиме десно или лево, затоа што тоа просто не го разбирам. Или да пустиш човекот споредна уличка да се приклучи на главната, така. Како да им испод части. Не знам кој е мајнсетот да тие работи не се случуваат. Така што мислам дека доколку филмот предизвика размислување за тоа какви сме ние како луѓе пред се, затоа што ние како луѓе сме тие кои што треба да го градиме општествено-политичкиот контекст и кои што треба да го менуваме ако сакаме да го менуваме. Мислам дека ќе ја постигне целта. Утре наутро. Да, мислам да. Ако имаш 15 секунди, Ирена, да се обратиш на публиката еден последен повик, вака, како треба да си ја поминат не само среда вечер, туку и сега само ги барам и другите локации, бидејќи тргнува утре наутро и низ Македонија. Низ Македонија, да. Да, но прво да те чујам тебе, па после ќе кажам и датумите на другите проекции. Да дојдат за тоа што ти кажав пред малку за оној дел за да прогледаме и да почувствуваме нешто. И ова сега претходно што го прашуваше што би сакале да понесат со себе, сакам чувство да понесат со себе. Пред се чувство, затоа што мислам дека сме станати роботи еден со друг, баш се надоврзувам на ова Кети што го зборуваше, и ако нешто сакам да понесат е чувство кое што ќе им треба време да го артикулира. Зошто сме станале роботи? Има ли тоа врска со годините, старешти се менуваат навики, друштва, околности, или пак има врска со технолошката револуција, новиот начин на функционирање? Повеќе гледаме во екран отколку во други луѓе. Најверојатно во второто. Меѓутоа, јас сум вечен оптимист и верувам дека утре наутро ќе биде подобро и дека се уште постои нешто човечко во сите нас. Сега да ја користиме технологијата, нели, за да ни помага, како бидејќи и струјата, ако не ја користиш правилно, ќе направи голема белја. Киноверзум Штип, 20 ноември, Киноверзум Скопје, исто така, 20 ноември, Киноверзум Велес, 20 ноември. Домови на култура, Свети Николе, 26, Богданци, 20, Крива Паланка, 20, Кратово, 22, 29, Струга Центар за култура, 20 ноември. Ги имате сите и на фанпејџот на Facebook, ако некој не ги запамти. Ја ни прашуваат таму луѓе кога во Битола, кога во Охрид, кога во... Богдан, кога? Во принцип, дистрибутер и организатор е Cineplex, Константин филм. Ние немаме мог да влијаеме врз тоа. Тие имаат репертуарска политика и тие знаат... Си права стратегија, значи. Така е, да. Но оно што јас можам да кажам е дека за проекциите во Штип и во Велес на 20 е дека тие што од нас ќе бидат слободни и ќе можат, би се поделили на две групи. Една група од нас да отиде во Штип, а една група да отиде во Велес, за да може и публиката во Штип и во Велес, сепак тоа се големи градови, да може да не видат после премиерата во Штип и во Велес, да поразговараат со нас, како што тоа вообичаено се прави на секаде по светот, обично после проекциите има и така наречените прашања и одговори кои се конзумираат до крај сите чувства кои се создаваат за време на проекција на филмот. Но како ние ќе ги знаеме од Cineplex датумите, така и ќе ги информираме. Инаку ќе отидеме и во Битола, и во Струмица, не знам... Охрид. Например. Имаме колега актер од Охрид, Горан Стојановски. Поздрав за Горан Стојановски. Луѓе, многу беше пријатно да се разговара со вас. По убав повод сме тука собрани, беше и фантастично да се ужива во делата на бендот Утре наутро, односно музичката група Аманет засилена со нашиот Спасен Силјановски. Ви благодарам и вас за ова што го направивте и вечерва и за учеството во целиот проект. Публиката ќе има можност да ги чуе нивните изведби во филмот Утре наутро. Премиера 19 ноември, 19:30, Cineplex во две сали распродадени, трета отворена, може да си ја
ангажирате вашата карта уште веднаш. Чинам, поделивме карти, ги кажав имињата, утре наутре ќе дознаеме кој на Facebook добил 2 карти, за крај уште еднаш ќе оповикам трейлерот за оние кои што на почетокот, на самиот почеток не го фатија, на сите вас и сите што учествуваат во филмот, прво едно големо браво, бидејќи е херојство да се прави филм денес во Македонија. Не треба да биде така, но и треба да се поздрави. Јани, браво за темите што ги третираш, што ги отвараш. Овој филм не е само за судбината на ромите, овој филм е филм за Македонија и за животот тука, за луѓето. Сите сме Македонија. Сакам да кажам дека роми, испреплетени приказни се од интересен едноставно. Верувајте ми, луѓе, ќе ви се допадне. Нина Дејан, Ирена Илиевска, Кети Дончевска Илиш, Васко Зафирчев, Бајрам Северџан, Гоце Андонов и Јани Бојаджи. Ако некој нешто сака на крај да додаде, повелете, the floor is yours. Сите погледи се вперени кон режисерот. Јани? Ништо, благодарам на сите, благодарам на... ние сме тука 7-8 луѓе, инаку само актерската екипа е 75 луѓе, со реплики. Значи, повеќе од 100 актери се дел од проектот, што е огромен проект. Благодарам на сите, беше задоволство се работи со нив. Благодарам на големи актерски имиња кои согласија да дојдат за еден ден снимање, за многу мали улоги. И тоа исто така многу не значи. И на крајот само да кажам најважната работа, ова е во моментот единствениот независен филм во Македонија. Ние направивме филм кој е независен од државата, од агенција за филм, од национална телевизија, од МРТ, од било кого, така да ние сме независен проект, независен филм и сме многу горди на тоа. Честитам. И за крај, се јас да те изненадам тебе, не знам дали тоа ќе ти се допадне или не, ама во договор со програмскиот уредник на Алфа, господинот и почитуван Мето Алексов, да одлучивме после вечерното шоу да го пуштиме Ругање со Христос. Да оди на Алфа, како, најава до сите кои што гледаат во моментов, чисто да се подсетат на тој филм кој што ја преврте малце Македонија наопаку и ти го преврти и тебе животот, до душа. Да, мене ми го преврти животот наопаку, да. Али гледаш утре наутро? Ама оптимист сум, утре наутро ќе биде подобро од денес, тука нема дилема. Секој утре е подобро од денес. Да сте ми живи и здрави, благодарам уште еднаш од срце за гостувањето. Фала ви вас што останавте со нас до самиот крај. Веднаш после овој специјал Ругање со Христос на Јани Бојаджи. До наредната средба, четврток по 22:30, стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, изликувајте собствени заклучоци, изгледајте го уште еднаш трейлерот за филмот, чија премиера може да ја гледате во среда 19 ноември во Синеплекс и на секаде низ Македонија, каде што е тоа објавено, го имате на Facebook страницата. Добро ноќ, Македонијо, главата горе. Добро утро, ги следите утринските вести. Синоќа во доцните вечерни часови во домот на Јоана Пеласка, сопругата на поранешниот премиер Петар Поповски, специјалното јавно обвинителство за организиран криминал правеше нов претрес. Според наши сознанија се бараат нови докази поврзани со кражбата на познатата фигурина силувањето на Европа. Јајамо пасоши, ку ѓаманге штембили, емче ѓаманге акала дојли ние акаде. Наджанавсина соске си акала линија. Ака наджанава. Борис! Борис! Ова комунизам да не е информбиро или 49-та. Јас стварно не разбирам објасните. Ма боли, да. Ме слушаш?
Ги прашувам и гледачите пред малите екрани. Кој подобро од Америка и американците може да ги споделат вредностите од минатото на една мала земја каква што е нашата? Good luck. Стой, а? Што сакаш? Поповска ќе биде многу добро. Утре? Утре се најде. Немојте, ме молам! Не пукајте, дете! Немојте! Знаеш дека се снима.